Како е неопасан. Вау. Што е ова? Нема игла. Kad vidim šta sada rade i koliko je vakcina postala simbol rata. Vakcina je danas kalašnjikov, vakcina je pištolj, vakcina je nož. Nas subliminalnim slikama maltretiraju svakog dana, gledate ubod u nečije telo. Vi gledate igle svaki dan, to je maltretiranje ljudi. Cilj je da prihvatite vakcinu koje nema. Jer morate znati da je najveći francuski epidemiolog i virusolog rekao da je virus mutirao 24 puta. To više nije taj virus. I taj virus je bio bezopasan, to je bio banalan virus. Svaki virus je opasan za slabe ljude. To svi znamo. Svih decenija ranije je bilo tako. Ovaj virus je bio banalan, a 24. mutacija je najobičnija kijavica. Međutim, oni i dalje lažu da može da se napravi vakcina. Vakcina ne može da se napravi i zato je potrebno da svi ljudi imaju toliko hrabrosti da kažu neću da nosim masku, znači maska ne služi, to svi znamo. Zašto maltretirati ljude da nose maske? Zato što je to program mučenja ljudi i stavljanja u psihologiju roba. Женава се наметнува со својот став. Те ова малку ми изнервира. Многу сум фрустриран. Зашо вакви глупости и зашо ова го снимале? Ова е пуштено на телевизија? А која е женава што зборува? Некоја што е обучена за ова да го зборува или така некоја? Мислам, нема поента муабето. Женава малце ми изиритира, пошто некако зборува и она не уверува во нешто што не е докажано. И она мисли дека зборува факти, а врска си нема според мене. Кога кажа дека вакцините се калашников и нож кој што би бил фатален за нас, реално не се согласувам. Како споредува вакцина која што се обидува да го спаси животот со калашников? Како може да рече, нема вакцина, од кај знае, она не е ни стручно лице за тие работи, не е ни некој кој што можам да видам, не е фармацевт или не работи во фармацевтска индустрија. Вакцините не ги примаме против своја волја, секој што сака, ако сака може да се пријави за да ја приме вакцината. Има луѓе кои што излегли, покажале, докажале и Светска здравствена организација покажала дека постои, дека не е направен само како што викаат у лабораторија за да го уништи човечкиот род, него стварно постои како вирус. Ова е многу close-minded размислување. Нормално дека хирургот ја носи маската за да не ја испрља крвта на тој што го оперира, ама у ситуација на корона ја носи маската за ако он го има вирусот и не е свесен дека го има. Секако треба да се носи. Дефинитивно не е обична кијавица кој што вика она. Имам личен пример. Татко ми беше многу силно погоден од вирусот. Имаше и после 2 месеца силни болки во градите од кога се опорави од вирусот, више кога го немаше во системот. Јас сега пред 3-4 месеци имав корона исто. И можам да потврдам и да кажам дека не е само еден обичен вирус и една обична настинка што така лесно поминува. 2300 лајкови и 14.000 шерови. Тоа е фрапантна бројка, поготово ако е за Македонија. Па има луѓе кои што веруваат, пошто гледам дека многу лајкнувале. Значи се согласуваат. Баш треба да шири некоја позитива за луѓето да мислат дека треба да се направи вакцина и сето тоа да поминеме со најмалце смртни случаи што можеме да извадиме од ситуацијава, а не да ги тера да не носат маски и не знам што тамо. Зошто некои луѓе би размислувале вака уопште? Јас не верувам во ова и реално треба да се вакцинираат луѓето и да има можност ја би се вакцинирала. И би препорачал на сите да се вакцинирате. Сега друга тема е тоа со која вакцина, како, што и кога и каде. Ова нема ништо во ова вистина, барем јас така мислам. Сега да не навредам жената, ама ова се глупости за мене. Не се согласувам со жената која што зборува на видеото. Навистина нема смисла и не знам дури зашто некој би ширил ваква пропаганда, вакви лажни вести.
Вау. Чудно ова што го гледав. Чудно видео, искрено. Што е ова? Нема игла. Овие се мислам дека од оние шприцеви на што ги користат во филмови, само кога ја доближуваш се собира. Ја имам видено ова фора со иглата. Да, ова личеше на лажно вакцинирање, пошто стварно се гледаше дека не може така да се собере во шприцот како што ќе излезе. Мислам дека не шприцаат ништо. Некако секогаш се покажуваше од некој чуден профил кај што не може точно да се види дека вакцината не прима личноста. И како цело време со раката се криеше. Мислам дека е монтажа, а и нормално да не се гледа баш иглата, бидејќи е темна позадина и е многу нормално да не се види иглата на крајот. Мислам дека некој го направил тоа фотомонтажа, дека е снимано за сцена за да се даде оваа поента дека лекарите не зачопрат, која што тоа е многу лоша пракса. Како што можам да приметам, ова го направил некој на TikTok, доле гледам. На TikTok може секој да си направи свој профил и да шири што сака, каква саков контент да прави. Кога ти инјектираат иглата, таа се абсорбира, се навраќа назад, се со цел да не ти се заглави тука, зашто има таква можност. Видеата кои што ги гледам се со лоша резолуција и на едно видео дури ја фатив иглата, се гледаше, но беше во пиксели. Може таков е, се 21 век сме, може таква е технологијата, така функционира иглата. Не верувам дека сите секое вакцинирање е вака исто, ова се некој можеби монтажа некоја. Ја им верувам на докторите од светот. Сигурно се добро запознаени подобро од мене и од останатите. Каква е на теорија на заговор, дека сите овие што ги гледаме на телевизија дека се вакцинираат, познати ликови политичари, дека сите тоа е лага, дека тие всушност не се вакцинираат, пошто ствари нема игли кога се вакцинираат. А иглата се полекува или зашто не се гледа на видеото? Hello, welcome to Dynarex. I'm Jeanette Ostrander, a registered nurse, and I'm here today as a clinical advocate for Dynarex. And now I want to talk to you about our safety syringes. We have fixed and we have lure lock. And now I'll do a demo. And now let's review some important safety features of the Dynarex safety syringe. First, take the cap off, then pull up your medication, and inject it. Simply pull back on the plunger, and you'll see that the needle retracts into the syringe, and then snap off the plunger, and dispose of this in a Dynarex Sharps container. Сега вака кога од друга перспектива го гледам целата ситуација, да, сега може, сега проаѓа. Не сум знал за оваа технологија. И ова е всушност за заштита. Па може да се употреби ваква игла. Искрено ми се свиѓа, да, тоа ќе заштити, нели, например, при вадењето, а не да дојде нека компликација. Здравствените работници сигурно знаеле за ваква вид на вакцина. Сепак ставам на тоа дека нема да ми го сменат мислењето дали да ја ставам вакцината јас или не. Ако тие се шприцаат и се снимаат, не гледам. Може да кажат дека ја примиле вакцината, да не известат, меѓутоа цела церемонија да се иде по болници да се снимаат такви работи, мислам дека е тотално непотребно. Би можеле да изгледаме едно видео од стручњак кој покажува како функционира вакцинирањето и ќе сватиме веднаш дека иглата навистина се повлекува, а не ја снимува или што и допишуваше. Вообичаено теориите на заговор на своите поддржувачи им нудат чувство на контрола и комфорт за одредени случувања околу нив. Например, луѓето кои што обично не веруваат во ефикасноста на вакцините, сега наоѓаат комфорт во теории на заговор за вакцините против COVID-19. И од тука потекнуваат еден куп теории на заговор за вакцините. Например, дека ќе не чипираат, дека има нешто лошо во вакцината, дека се ова е измислено, дека е план за депопулизација на општеството и така натаму и така натаму. Ако се окружиме себе си со вакви информации, особено на социјалните медиуми, многу лесно може да потпаднеме и да поверуваме во сите овие теории на заговор. Затоа е многу важно да ги проверуваме информациите пред да веруваме во нив. А дали ти можеш да препознаеш што е вистинска вест, а што е дезинформација? Појди на dezinformации.info и реши го квизот. Колку поени ќе освоиш ти?